Продолжувам онаму каде што запрев минатата епизода. Y la seduje con mis pasos mágicos. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Bailar, bailar, bailar con mi corazón. Todos los abrazos del mundo me da. Рековме дека сега следните 3 епизоди ќе бидат фудбалски, затоа што еднаш на 4 години се случува светското првенство и нормално е дека ние во Малта, исто како и секаде во светот, ја правиме она пауза под наводници од случувањата и генерално некако е во предбожикна пауза целото расположение на островот. Иако накитувањето започна многу одамна овдека, тоа зема замав се повеќе и повеќе. Сега што се однесе до фудбалот, Малта е единствена земја во светот, мислам, која што не прави пауза за светските првенства. Секаде во светот националните првенства некако се ставени на стендбај, во Малта не. Ама јас и пред неколку дена го споменав тоа низ коментари, дека се уште го немаат развиено малтежаните она чувство за спортска припадност, за фудбалско навивање како што го имаме ние. Да се гледа, да се собираат по плоштади, по ресторани, по кафичи, тоа да биде само фудбал, да блеска од фудбал, не, го немаат. Во училиште, кога требаше во петокот да биде фудбалски ден и сите облечени во дресови на репрезентации, на клуби, на нешто што им се допаѓа, оние кои што дојдоа во училиштето на син ми со дресови, со опрема, беа само странците, дојденците, малтежаните уште го немаат развиено тој сенс. Но, полека се дружат со нас, примаат од нас, од убавите работи и веројатно за следното светско ќе го имаат развиено тој сенс повеќе. Имам за денеска неколку интересни информации. Останете тука и слушнете. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started. Ако се префрлам сега на табелата на вашето типување, прво ќе објаснам уште еднаш, затоа што од време на време гледам во оние типувања точен резултат што ги имаме секој ден и некои чудни резултати. Еден имаше напишано 100:0, дај барем ако фатам да фатам 100 евра. Глупост невидена, ама сега тоа е тоа, има секакви луѓе. Значи, уште еднаш да повторам. Ги акумулирате головите. Погодувате денеска точен резултат 2:0, утре погодувате 3, задутре погодувате 4:1. Ќе ви се соберат 15-20 евра. После тоа погодувате во осмина финале 3-2, уште 5 евра. И на сето тоа кој ќе додадете, првиот на 18 декември, што ќе биде број 1 на табелата, ќе има, например, погодено точни резултати 10. Вкупно 70 голови погодил низ тие точни резултати.
70 голови според нашата игра 1 гол 1 евро, 100 гола 100 евра, значи 70 евра. Сега, на она листа фантази фудбал за светското првенство, што ја имаме соцнет медија, исто така ја имате на интернет, ви го пуштив и кодот, може да се вклучите кога сакате, не е проблем. И таму ако сте меѓу првите 10, овие 70 евра што ќе ги имате на 18, ги дуплирате. Од 70 стануваат 140, значи. И тоа ви е салдото кое што ќе ви биде уплатено од нас на Светка како топ прогнозер за светското првенство. Или, ако сте прв на таа фантази лигата, не меѓу првите 10, туку прв, ќе ги триплирате тие 70 евра. И таа сума ќе ви биде подарокот од нас за ова светското првенство, кое што и ние му се радуваме, бидејќи се случува еднаш на 4 години, а не му се радуваме поради сите оние работи кои што ги кажав во изминатиот период. Сега погледнете ја табелата да видиме кои имаат акумулирано колку голови во моментов. Five, 4, 3, 2, 1. Start. Сега, тоа се убавите работи од светското. Јас направив едно истражување на гостувањето со Таско во телевизија 24 кај Мишко, најавив и зборев за тоа дека во еден известен период имав едно мало истражување кои се тие катарците што прават растур, парчени из Европа, вложуваат во фудбалот енормно големи суми, 220 милиарди досега, милиарди не милиони, зборувавме за тоа во минатата епизода за светското, нешто што е незамисливо досега во интергалактички рамки. Сега ќе ви прочитам еден текст кој што, ова е чисто моја хипотеза, една предпоставка, мала проекција за тоа кој стои зад нив. Затоа што е многу едноставно, вие сте носители на ископините, копате нафта, пронаоѓате газ, но без оние кои што го откупуваат и одработуваат и обработуваат тој газ и го продаваат на пазарот, вие сте никој ништо. Значи тоа се све врзани садови, линкувани едни со други. Кој стои зад нив? Слушнете го ова во следните минути, нешто што го истражував и што сметам дека има многу тежина во тоа. Па вие понатаму продолжете, размислете дали сум јас во право, дали ова хипотеза можна е да е вистина, а е, бидејќи фактите стојат зад неа. И продолжете со анализите. Friday, 8 p.m. New podcast. Macedonian language.
Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! On Macedonian language. Обично во овој дел од емисијата правам презентација на книга од македонски автор на македонски јазик. Денеска ќе направам скок. Нема да ви прикажам книга од македонски автор, но ќе биде книга на македонски јазик. Еве, Пиерлуиджи Колина. Може да ја најдете на македонски јазик, моите правила на игра. Се што научив од фудбалот за животот. Најдете ја, прочитајте ја. Интересна е, затоа што моментот е сега. Тој е главниот човек на FIFA за судиските, се што има врска со судиите. И во моментов на судиските одлуки, кои што многумина на стартот се зачудија, па имаше Колина објаснување, дека ќе се посвети исклучиво на фудбалот и на фудбалската игра, па затоа ќе бидат и продолжени надпреварите некои дури по 10 на 12 минути. Бидејќи, вели, на секој постигнат гол имате по 1,5 минута задржување, значи 3 гола, во старт имате 4,5 минути продолжување, на секоја измена имате продолжување, на секоја лежење по тревата, повреда, неповреда и така натаму и се собира. Оваа книга, интересна и атрактивна, земете, ќе научите многу и ќе се доближите до неговите сваќања за фудбалот. Фасцинантни се. Затоа може би токму Колина важи за еден од најдобрите суди на сите времиња во светот на фудбалот. Пред крајот сум на денешната епизода. Погледнете го сега аут и ин, но претходно да ви кажам, еве аут ин ќе го ставам на тоа што е светското фудбалско првенство во Катар во однос исклучено на фудбалот. Денеска нека биде аут ин само за тоа што ни било аут ин во изминатите 7 дена од Катар. Пред да го погледнете, знаете ли која е највисоката и која е најниската репрезентација на светското? Верували ли не? Највисоката репрезентација е репрезентацијата на Србија со просечна висина 187,3 см. Пардон, веднаш заднеја е Франција со 185,7 и Данска на третото место со 185,5. А која е најниската репрезентација? Саудиците со 178,7, Мексико со 179,3 и третата од оздола, односно пред Саудиска Арабија и Мексико, е Аргентина со 179,4. Ќе кажете, па каква врска има тоа? Па има врска. Има врска, посебно оние што прогнозираат кога ќе играат, например, највисоката и најниската. Одма може да очекувате тука дека може да паднат голови од корнерот, прекини околу 16-тник и така натаму. Има врска. Сега, погледнете аутин и имам само уште една информација за пред крај.
самиот крај, само ќе ви информирам дека трае пријавувањето за пасоши нови истечени, ако сакате да ги извадите во Малта. На нашата страница секогаш може да најдете како тоа треба да го направите, да ги пополните до амбасадата во Рим. Тие планираат веќе во втората половина на јануари да дојдат тука и да направат сликање и после да си ги обновите вашите патни документи. Значи да не мора да се враќате до Македонија, туку тука ќе ги направите сите тие потребни работи што треба за да ви го обноват пасошот. Исто така и за новороденчињата, многу е важно да не мора да додат во Македонија, да се вадат документи, матичен број, постојат процедури, еднаш напоменавме. Сега и повторувам, на крајот, некаде втората половина на јануари, екипата од Рим доаѓа и повторно, како и досега, најпрофесионално и во најдобри услови ќе ни ги овозможат овие бенефити тука да си ги вадиме патните документи на островот, а следната епизода ќе ја направам со нив таму, па накратко да видам и какво е расположението, дали навистина се користи овој бенефит, додека еден ден не се отвори можеби и тука амбасада на Македонија во Малта. Следната епизода, се надевам дека ќе ја реализирам онака како што ми е план, ќе биде од земјата која шокантно не настапува на светското првенство, нема да ја гледаме во завршница, нема да може да го освои новиот трофеј како што планираат најчесто, тоа е Италија. Видам како во ова исклучително атрактивна и популарна фудбалска земја се гледа светското првенство од страна. Исто како и во Македонија. Се гледаме. Поздрав од Италија во следната епизода. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.